Добар ден, почитувани, го следите магазинот за родителство 0+ месеци. Некога зборот на педијатарот бил неприкосновен, а довербата меѓу лекарот и родителите безрезервна. Во време кога немало интернет и социјални медиуми, советот на лекарот бил единствениот водич за здравјето на детето. Како се грижеле родителите за децата пред 50 години? Зошто доењето било правило? Како се хранеле и лекувале децата? Подхранети деца тогаш, а сега деца со прекумерна телесна тежина. Каде сгрешивме? Кои практики денес ни звучат незамисливо? И што од тогашната медицина може би вреди повторно да научиме? За се тоа денеска разговараме со доктор Климент Матовски, педијатар во пензија со децениско искуство. Останете на Телма, а вклучите се во програма и со ваши размислувања на оваа тема. Како растеа децата кога немаше интернет? Како изгледаше педијатрискиот преглед пред 50 години? Ке го прашаме доктор Климент Матовски, педијатар во пензија, кој што своето работно искуство, односно работниот век, го помина во Струга и Струшко. Докторе, добре ни дојдовте во магазинот за родителство 0+ месеци. Добар ден, ви благодарам на честа. Докторе, каков бил односот на родителите кон педијатарот на времето? Колкава била довербата? Вела дека зборот на докторот во тоа време бил неприкосновен. Дали родителите повеќе слушале отколку што прашувале? Како што е денеска? Да, во основа да. Но има причина за тоа. Многу нешта во овие децении се изменија. Прво, просветно-едукативниот степен на населението тогаш и сега е вселенски далеку. Така да сакале, не сакале, тогаш родителите мора на некого да се ослонат. Друг еден многу сериозен момент во тоа време беше страот на тешка патологија. Значи, јас почнав со работа 1966 година. Тога се уште владееја заразни заболувања кои благодарение на здравствениот систем наш, кој што со огромни чекори, буквално од нула, почна и се развиваше за да дојде до овој степен сега. Тие сите такви детски заразни болести кои што беа ужасни, да спомнам детска парализа, не знам, дитепер, па страотни, немаше вакцинација и вакцинирање во тоа време. Беа почнати некакви, како се вика, тие кампањски вакцинирања, меѓутоа веќе после 60-та година се донесе на југословенско ниво календар за вакцинации и лека полека стигнавме до ерадикација на тие болести. На оваа тема последниве години, знаете, се појавија на глобално ниво некакви антиваксерски... Каков беше односот кон вакцинацијата тогаш? Немаше отпор? Прво, не можеше да има отпор. Тоа беше со закон, така треба, така мора и крај. Еве, со мој личен пример, например, не знам, некаде тамо, 70-та година, ли не ме држите за збор. Се уште не беше воведена кај нас вакцинација против детска парализа. Детска парализа е страотна болест. Ем со голема смртност, ем со тие што ќе преживеат, значи стануваат целоживотни тотални инвалиди. Јас уште од самото вработување па до пензионирањето точно најмногу се бавев со тие превентивни дејности и водев вакцинации.
И добив 50 дози, тоа се во мали тубички вака, капки против детска парализа се тие таа вакцина. И добив 50 дози, не знам, како за пробни. И сега се чудам со каква храброст, првите дози им дадов на моите две ќерки. Имав среќа, фала на Бога, се заврши добро. Меѓутоа, едно од децата која што приме од тие први 50 на дози, заврши лошо и такви лоши ситуации се јавија и кај други деца во земјава и на ниво на Југославија. Па се повлекоа, па после 2 години дниве имаше многу по социјалниве мрежи за створителот Сабиновата, Салковата вакцина и после немаше проблем. Така да, она што беше со закон предвидено, немаше сакам, не сакам. Едноставно мораше и самите луѓе, самото население наше увиде дека болестите од кои што со, да речеме, јас паметам во Струга по 5-6 доенчиња дневно умираа. Со вакцинирањето веќе исчезнаа тие проблеми, така да народот доби некоја огромна доверба и немаше проблем. Докторе, како изгледаа педиатриските прегледи пред 50 на години? Многу поразлично од сега. Дали е среќа или несреќа, тоа е веќе време, ова бара доста дискусии. Како изгледаше? Прво, докторот беше авторитет број 1. Да се биде некаде доктор, тоа значеше, нешто во денешни услови неразбирливо, беше човек број 1. Така да имаше прво огромна доверба. Друго, малкумина бевме. Јас како млад доктор кога дојдов во Струга, пред мене имаше само пред 5 други доктори, сите по општа медицина. Првиот специјалист беше во Охрид, неколку души во Охрид, а за поширок специјалистички зафат мораше да се оди, најблиску беше Битола. Меѓутоа, видите, да ви кажам, тоа децава и вие млади не можете да го разберите. Знаете ли колку е далеку Битола? Сега, побрзо ќе стигнам во Љубљана, отколку тогаш од Струга до Битола. Или јас како студент доаѓав од Струга за Скопје, овој пат преку Кичево не беше пуштен, со преспивање во Битола. Значи, така да мораше се да се прави тука. А и државата имаше една стратегија на која што се поклонувам. Стратегијата беше здравствената заштита најблиску до консументот. Се донесе 60-тите години. Ова малкумина го знаат. На ниво на Македонија, со обзир да во Македонија имаше една од најголемите доеначки детски смртности во Југославија. Значи, имавме висок наталитет, висок природен прираст, но смртноста беше страотна. И се донесе републичка програма за намалување на енормно високата доенечка смртност во Македонија и беа опфатени 9 општини. За среќа или несреќа, мојата општина беше исто опфатена и јас уште 67 година, само што го завршив стажот, веќе бев вработен.
ме вработија стационирано во едно село кое што се вика Ливада, на кое што припаѓаат уште 9 други села и се отворија така наречени пунктови амбуланти, а во нив работевме безработно време. Постојано, нон-стоп. Можам да замислам колку доаѓале родители со бебиња, со мали деца. Значи, здравствената заштита најблиску до пациентот. Така. Докторе, во тоа време, колку мајките се подпирале на советите на постарите жени во семејството? И дали во тоа време имало некои модерни трендови во родителството за грижа на децата како што има и денеска? Сега видите, тоа не одеше лесно. Бидејќи имало бројни традиционални убедувања. Закоравени традиции. Значи, застарени методи на чување на нега на децата, исхрана на децата. Јас се надевам дека ќе дојдеме барем на кратко и за тоа да кажеме. Јас донесов овде некои мои книги. Така, ќе прикажеме нешто, ќе погледнеме и фотографии, ни пративте, ќе можеме да погледнеме. Значи, закоравени методи, особено по однос на исхраната и по однос на негата. Хигиената, како да се изразам, жал ми е да кажам дека беше голем успех мој. Ако натерав, ако научев некоја мајка дека треба да си ги измие рацете пред да почне да му спрема оброк на бебето. Или кога ќе почнев мајка доилка ќе дојдеше и сега она што го гледав беше ужасно. И кога ќе почнев јас или сестрата да објаснувам дека дојката треба да биде чиста пред да му се понуди на бебето, тоа се прифаќаше, како да ви кажам, страотно. Имам овде една книга ја за исчашеност на колките на колковите кај децата. Значи, да појасниме дека постоеше на практика во Македонија тесен повој, но џињата на бебињата се врзува по должината за да се исправат. Како век на леп. Смета дека така ќе бидат исправени, но тоа на колкчињата делувало. Да, тој начин на повивање плюс генетски некој фактор. Предиспозиција на овие простори. Ние во ранг на Југославија, сега помина една фотографија, точно видов, имаме едно село, не го спомнуваме. Значи, јас се бавев 30 години со таа проблематика и ја напишав оваа книга и беше и останува единствена за колкчињата, така? За колкчињата. Единствена во земјава е точно на тема за исчашеност на колковите. Прегледот е таков, сега е многу едноставно, ве молам, многу е лесно, детето ќе се роди уште веднаш на ехо, сонографски преглед ќе го видат и уживајте со детето. Меѓутоа, далеку бевме тогаш. Прв единствен преглед со апарат сем мануелно можеше да се направи на рентген, снимка и тоа дури откако ќе наполни детето 6 месеци. Но веќе на 6 месеци, ако има исчашен колк, веќе е касно. И тога намерно не стави фотографија. Постојаше еден така наречен Лоренцов гипс. Децата ги ставаа во тој гипс и ги држеа со години во специјалната ортопедска болница во Охрид, во Свети Еразмо, со години во тој гипсот. Тоа беше, значи, ужас невиден. И сега, колку проблеми имав, прегледот е таков, што за родителите изгледа многу тешко и неброено многу пати бев нападнат. Ни го расчекори детето, ни го нарасчекори детето, а мораше таков преглед да се направи. Но,
ви кажувам, во едно село Струшко, кое што имаше највисока застапеност на исчашени колкови на ниво на Југославија. Благодарение на оваа моја студија, која што ја посветив, животот го посветив на тоа, сега нема ниту едно. Како се боравте против таа Мораше. традиција? Широк повој препорачувате? Сега тогаш излезе излегува некој ги вика шведски пелени прво тоа. Меѓутоа, за да се убедат баби, стрини, тетки, кој све не доаѓаше со децата, мајките, особено од добри 2/3 од жителите на Струшката општина, да не спомнувам сега детали, барем добри 2/3 беа неписмени, беа верски закоравени и имаше доста отпор. Меѓутоа, јас сум и така воспитан, прво сум занаетчија. Значи, до завршување, до моето дипломирање, јас го работев занаетот кај татко ми, заедно со татко ми. Ние сме фамилиарно, така, традиционално филигранисти, кувенџи и златари. И јас имам една огромна диплома за тоа. Така да, на некој начин растев со тоа население и благодарение на секојдневната заложба. Јас 25 години после работното време, запомнете, 25 години, откако ќе ми завршеше работното време, со едно мало фичо, значи секојдневно, со закажани предходно систематски прегледи, посетував 30 села кои што беа во тоа време живи. Значи, секој ден, мимо работното време, лето, зима, по снегови, по горештини, бев тамо. И тоа луѓето знаеа да го ценат. И така успеав. И знаете какво е сега задоволство што не гледам во Струга ни едно дете да куца, а таа болест точно така завршуваше со доживотно куцање. Сега нема ниту едно дете со исчашен колк. Затоа е велат многу важна љубовта кон работата, за да можете да се вложите целосно себе си во тоа. Така е. А во однос на доењето ме интересира, дали тогаш доењето беше правило? Имаше ли отпор, например, кон адаптираното млеко кога се појави? Каков беше ставот на родителите? Адаптираните млека дојдеа нешто покасно. Исхраната, еве точно сега тука излегува таква една. Исхраната беше катастрофална. Прво, имаше огромен култ меѓу народот за природна исхрана за доење. Јас еве една огромна студија за тоа. Ова ми е првата докторска дисертација, бранета во Загреб, 90-та година. Култот за доење си беше всаден. Што е добро? Дали од незнаење, дали од материјални причини, сиромаштија владееше, така да култот за доење беше присутен и уште нешто. Ќе прозвучи можда неверојатно, меѓутоа се сметаше тогаш дека додека мајката го дои детето, не може да забремени. Сега, ако сега говориме за депопулација на нашава нација, и тоа е глобален проблем на мал број раѓања, тога имавме многу детство. Јас во оваа студија опишувам
поприлично голем број со 11 живи деца. И владееше едномислие секој летенце, детенце. И тоа доењето на некој начин има и научни некои потврди за тоа. Молам? Како контрацепција се сметаш? Па, од прилика како контрацепција. Но, во почетоците мои, кога почнав јас со научна, уште од младите години, уште како млад доктор почнав со научно истражување на овие детски проблеми и затоа тие мои две докторски дисертации. Храната, исхранетоста на децата ми беше една од главните преокупации покрај превентивата, вакцинациите и тоа. Сега... По тоа време беше проблем подхранетоста. Подхранетоста денеска зголемената телесна тежина. Не две проблем, крајности. Беше секојдневие. Во огромен процент во оваа книга се опишани во детали, значи во најголеми детали во оваа книга се практично тоа е книга материјалот од дисертацијата. До тој степен, значи неухранетост во педиатријата е позната најтешкиот степен на неухранетост, а тоа се докажало многу покасно во Втората светска војна во концлогорите, кога достигнува краен степен неухранетоста, се стварат едеми. Едеми, отоци. Целото тело е како балон. И луѓето мислеа дека детето е многу убаво ухрането, уствари тие завршуваа фатално. Значи тоа, како ќе се појавеа тие, ние ја викаме едематозна атрофија, хипотрофија, таа завршува фатално со смрт. Такви случаи опишувам по име и презиме стотици. Тоа беше страшно. Сега, Плива од Загреб, не би можел да лоцирам јас сега точно која година, меѓутоа, пред да станам педијатар, произведе детска храна, таа млеково прав се викаше, лактовит за нормална исхрана. Меѓутоа, неколку години потоа, дојде Бебирон, па Хип, па што знам јас сите тие други, кои што веќе беа степеновани, да речеме за според возраста на детето и кој препарат, да речеме, од тие се дава. Сега видите, тоа е огромно достигнување. Меѓутоа, од друга страна, имавме и некаков контраефект. Некако мајките станаа по-комотни, испадна дека за мајките е поедноставно, полесно да го храни детето со шише од ова адаптирано млеко. Тога дури се викаше хуманизирано млеко, што беше катастрофална грешка. Не може ништо да се хуманизира. И не сега, него и после 100 векови не може да има хуманизирано млеко. Мајчиното млеко не е само млеко, не е само храна, не е само витамини, не е само минерали, тоа е жива материја, тоа е материја која што французите убаво имаат еден израз кордон лакте, папочна врска млечна. Значи, нешто која што остава вредности за целиот живот колку што живее. Сега, кога се појавија овие адаптирани млека, полесно им беше на мајката, цуцла шише, таа ќе си гледа работа и таа или некој друг ќе му даде шише. Меѓутоа, според мое искуство,
ми помина стотици илјади прегледи деца во... Јас во ова студија опишувам 25.500 деца кои што ги следев од раѓање до некоја втора генерација деца на кои што сум присуствувал за нивното раѓање или ја имам лично околу 1000 породувања извршено сам. Ми доаѓаа со своји деца. Така да тоа го следев и според мене моментот кога на детето ќе му се даде цуцла и некакво млеко или друго нешто со цуцла, тоа веќе почнува процесот на одбивање, а тоа е голема грешка, затоа што науката тврди и ќе тврди дека најмалку 1 година детето треба да биде доено, а во принцип што повеќе, то подобро. Најдобро е 2, најдобро е дури и 3 години детето да се дои, секако не само на тоа. Значи, ние го викаме ексклузивно доење до 6-тиот месец. До 6-тиот месец, ве молам, запамтите, на детето не му треба ништо друго осем мајчиното млеко. Ниту вода, ниту чајче? Ништо, апсолутно, се што ќе се даде е грешка и на штета на детето. И уште нешто. Не постои мајка, сем во исклучителни, многу ретки случаи, да не може мајката да го дои. Мајки со малигном во трета, во четврта, во финална фаза се кадри да си го дојат своето дете. А, пак ќе ги спомнам концлогорите. Докажано е дека и на најтешко болната мајка, и на најнеухранетата мајка, квалитетот на млекото не се менува. Може да намали, ама квалитетот на рачун, на штета на здравјето и ткивата од мајките, млекото си останува со истиот квалитет. Значи нема неквалитетно млеко? Нема мајчино млеко. Бидејќи постои едно такво убедување, традиционално млекото е воденосто на мајката, затоа не напредува бебето. Не. Не напредува. Ве молам, добро ме подсетивте. За жал, дури и мои искусни колеги грешат во ова. Ако зборуваме за доенче, ако детето е на мајчино млеко, а се установува дека не напредува во тежина. Тежината не е главниот коректор или главниот, како да речам, фактор за растот на детето. Други параметри има. Да речеме, должината на телото е многу по-битен елемент, по-веродостоен, не тежината. Но да се вратам на ова. Дозволено е, науката дозволува дури 2 полни месеци детето ни грам да не напредува. Не треба да му се додава ништо. Не треба да му се додава. Се следи должината, а не тежината. Кај нас обратно, значи ќе го ставаат на вага, ќе видат не напреднало и веднаш се почнува со додаток. Но се прави огромна грешка. Нема потреба. До 6 месеци не треба ништо. После 6 месеци излезе овде една табела, си има календар кога која храна се внесува, колку се внесува. Дете кое што е доенче, науката потврдила дека во просек треба да добива 600 грама месечно, просечно. Меѓутоа, ако добива 400 грама овој месец, а е на мајчино млеко, следниот месец сигурно ќе добие 700-800 грама. Многу е битно теркот на растот да биде позитивен. Така.
Ке ги вклучиме гледачите, почитувани од тој момент емисијата е контактна, можете да се вклучите со ваши искуства, да споделите како било некогаш на педиатриските прегледи и како се следал растот и здравјето на вашето дете, а секако и да поставите некое прашање. Докторе, се соочувавте ли често пати со деца кои што имаат рахитис? Сега малку ме погодивте во сршта. Јас донесов. Уште една? Ова? То ми е докторска дисертација за првата ја бране во Загреб, ова во Скопје, која што гласи витамин Д недостаточен рахитис кај децата. Студија која траеше 20 години и опфаќа 10.000 деца. Имавме многу рахитични деца. Значи, во почетокот кога ја почнав студијата, некаде околу Гротомосо, викам сега, некаде околу 20% од децата во Струга има развиен рахитис. Имаше некаква навика кај родителите, знаејќи за тоа, се викаше болест на слаби коски. Тогаш. Рибино масло. Рибино масло единствениот извор беше, така? Да. Сега, рибиното масло 100% го решава проблемот со рахитисот, меѓутоа е многу незгодно за пиење, има лоша миризба, така. Сега во мое време, значи тамо 66-7 година, веќе имавме што е главниот елемент на рибиното масло во борбата против рахитисот? Витаминот D3 или така наречен холекалциферол. Сега, нашите фармацевтски куќи изработија капки. Значи, концентрат или екстракт од рибиното масло со чист витамин D3. Така да, давање на, јас лично, нешто. Во главном, бев против тоа, нередовно им даваа на децата, лошо се чувствува, многу лоша миризба има рибиното масло, а истата улога ја имаат овие капките. И, значи, почнувавме уште од првата недела, крајот на првата недела, им советувавме по 2-3 капки од тие АД вит, се вика, и го решивме проблемот, така да јас направив нешто ексклузивно за колкчињата, за рахитисот и за некои други вродени срцеви заболувања и така натаму, да не набројувам. Направив една, според мене, многу благородна работа, 2 години пред да се пензионирам, со обзир да со компјутерско работење и собирање на полнење на датотеките, стартував во 1983 година. 5 или 6 години пред тоа, во Македонски железници постоеше еден најголем во Југославија, беше компјутерски центар. Тоа е време кога персонални компјутери не постоеја. А јас почнав со тоа, податоците тука се внесува. И 2 години пред да заминам во пензија, сите проблематични случаи, да речеме што имале, негде околу 700 деца имав со исчашени колкови. И сите други со срцеви мани и така натаму ги повикував, и 2 години доаѓа веќе како родители. Носев евалуација на состојбите. Проценка, така да рахитис веќе тогаш немав. Веќе немавте тогаш. Веќе немав. Имаме гледачи, ќе ги вклучиме во програма, ќе им дадеме предност. Добар ден.
Добар ден за првиот гледач во денешниот магазин за родителство 0+ месеци. Добар ден. Повелете, во програма сте. Вака, сакам да го поздравам докторот Така? и сакам да го поздравам докторот и многу добро време тоа беше и тоа време сега не може да се врате, затоа што сега оваа напредна медицина некако не ми се допаѓа, а докторот се го зборува истото испадна со моите 3 дечиња. И тоа беше мојот совет. Така, да го поздравите докторот и да му дадете поддршка во сето она што досега го работел. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Спомена нешто гледачката, рече овам што модерната медицина не ми се допаѓа. Некако денес имаме се повеќе информации, но некако довербата во медицината, докторе, да се намалува. Веднаш ќе ви кажам и то со голема резигнација. Голема резигнација. Минатата година сопругата ми се разболе. И сега кај врвен професор ме познаваше човекот, ми направи огромна чест, ме прими, но знаете што се случи? Кога требаше, напиша тамо, упат за рентген, упат за магнетна, ова, она, се, колега, повелете, се јавуваше по телефон, му благодарам многу, секаде бевме одлично примени, завршивме веднаш работа, но на крај, кога требаше да ги добиеме резултатите, со жалење констатирам, не потроши ни 2 минути да погледа нити во мене, нити во сопругата. Ги погледа резултатите на компјутерот, на лаптопот, испринта тоа што испринта и ми рече, колега, повелете, одите на шалтер. Ме разбравте што сакам да кажам. Значи, сега повеќе гледаат во лаптопот, отколку во болниот. Тоа не е медицина, тоа не е здравствена заштита. Болниот не е секогаш болен само за таблети, инекции и инфузии. На болниот му треба збор, му треба присност. Тоа го немаме. Ужасно. Тоа е многу лошо. Јас кажувам, јас што доживеав, кај колега, кој што може да ми биде, можда и ми бил од јас и на детска клиника држав и предавања своевремено, и не само овде, низ цела Југославија. Не погледна во нас, 2 минути не потроши. Немојте, тоа не е добро. Така, емпатијата е тука многу важна во целиот процес, да го вклучиме и следниот гледач. Докторе, добар ден. Добар ден за уште еден гледач во денешната емисија. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Многу ви интересна емисијата. Ви благодарам. Јас сум повозрасна жена, имам 77 години. Многу убаво со вашиот разговор ме вративте во времето кога 72 го се породив со првото синче, 73 со второто и 90% од разговорот е вистина дека така сме ги одгледувале децата, сме се понашале како треба, мислам, во рамките на тоа што е најбитно. Сакам исто да кажам дека јас после првиот пороѓај, значи 72 во 73 го родив синот, меѓутоа мислејќи, така бар старите верува и ни кажува дека ќе не заштити доењето на бебето. Меѓутоа не испадна така, да јас синчето прво роденото морав да го одбијам на 6 месеци, зашто веќе бев бремена. Така, веќе бевте бремена. Така, доењето значи не ве заштити од бременоста онака како што се верува, така? Меѓутоа, обичајот, да речам, на мојата свекерва беше 40 дена да не излегувам од дома. Живеев така во насоба со многу куќи,
деме ке ми избегало млеко. Тој и тоа го почитував, така и беше. Сега младите мислам дека многу помпезно раѓањето на бебето го прават со мекици, со многу посети, тоа што не сум присталица на тоа. Така да мислам дека ова докторот сега ја касно се уклучив, што е присутен кај вас, убаво кажа дека мислам, избегам мислата, али не е битно, убаво кажа во смисол... Така, ви се допадна се целата негова презентација во однос на она како било. Ви благодарам многу што се вклучивте во програма и што не подсетивте на ова важно традиционално правило на просторите во Македонија. Значи, првите 40 дена мајката да не го напушта домот, да не доаѓаат ни гости, за да не избега млекото. Денеска младите, но веднаш Одма ќе ви кажам, тоа е заблуда. Заблуда е тоа? Тоа е заблуда, меѓутоа од чиста емпирија. Заблуда зашто тога велеа да не фатело на зарек, како би го рекол? Урок. Урок, да не фати урок и така. Меѓутоа, од друга страна е многу корисно заради избегнување контакти, а сите контакти... Зарази од болести, бидејќи бебето се уште нема имунитет изграден. Сега не е точно дека бебето нема имунитет. Во интерес на времето ќе кажам, бебето не сме да се чува под стаклено звоно. Значи, бебето има огромни имунитетски капацитети добиени од мајката уште за време на бременоста, прво. Второ, продолжува да добува имунитетни тела, живи имуни тела од мајчиното млеко. Добро е да се избегнуваат контакти, но лошо е ако детето се чува во стерилна просторија и на стерилен начин. Видите зошто. Како е откриена вакцината за детска парализа? Во Индија. Во Индија, кога била под власт на Англија, најмногу оболувале најдобро чуваните англиски деца од детска парализа. За разлика од нив, индиските деца, кои што играле и биле стално во контакт со нечистоти, не оболувале. Значи, јас тоа го викам тивка, невидлива вакцинација. Со постепенно контактирање со различни микроорганизми, ако не се нагли, што знам, значи детето на некој начин си стекнува и собствена отпорност кон нив. Така да тоа 40 дена повеќе беше дали на религиски, дали на, како да кажам, од незнаење, меѓутоа од друга страна од практично пак некаква заштита имаше. Така, да ги вклучиме и останатите гледачи. Уште еден гледач во продолжение на денешната емисија. Добар ден! Се исклучил добро. Продолжуваме понатаму да проговориме за уште некои практики, докторе, кои што денеска не се дел од педиатриските навики. Например, кога децата беа болни, едно време постојано прима инекции, пеницилин. Да. Јас во Белград на врвна тогаш педиатриска клиника, Институтот за мајка и дете, одржав едно предавање кое траеше повеќе од 1 сат, како така бев прачуен на ниво на Југославија, како еден од најголемите противници за
боцкање, да го речем. Значи, боцкањето и давањето на лекарства инјекционно и ова што е сега во анблок мода инфузионно, тврдам, меѓутоа за да потврдам, ќе ми треба многу време, а ние немаме толку време, тврдам дека се злоупотребува. Ова што се случи, сега моите колеги водат битки кои што јас ги водев пред 50 години против употребата, јас ја викам злоупотребата на антибиотиците. Сумамед даваат на детенце кое што малку прокашлало, малку се јавило температура или што ја знам, му даваат антибиотик кој што е од најширок спектар, антибактериски, а што ако утре добие детето пневмонија? Што ќе му дадете? Значи, бактериите почнаа да си ги користат овие антибиотиците како материјал за храна, тоа е грешка огромна. На времето имавме разни сирупчина и тоа мои колеги не практикуваа она што јас практикував, полесно им беше. Видите зошто. Ако го боцнеа детето, многу брзо оздравуваше. Но брзото оздравување, брзото давање на антипиретик, средство против температура, буквално го сечи процесот, го пресекува, го прекинува или не дозволува да се разбуди имунолошкиот систем во организмот. Тоа е голема грешка. Сега секој ден по овие медиуми слушам, не брзајте со давање ова, ама веќе е доцна. Не знам кај ќе не води ова. Тогаш немавме проблеми, ќе кажев ја дека треба вака, меѓутоа имаше уште нешто. Имаше уште нешто. Навечер, тога беше во мојата младост мода, навечер да се излези на корзо. Јас со господјата моја, со сопругата ќе излезевме на корзо, ама на враќање дома, навраќав во болницата и ќе видев тамо чекаат или тие што лежат дечиња болни, ќе појдев да си ги видам кој е, како е. Навечер, место да седам дома да гледам телевизија, свраќав по домовите да видам како е детето. Значи, се среќавате ли сега се уште со некој од овие ваши мали пациенти? Има ли некој, да речеме, што го наследил вашиот пат, па сега станал доктор? Огромен број колеги имам. Огромен број. После првата докторска дисертација, јас веќе имав сертификат, можност да подпишувам за завршен лекарски стаж. Мои ученици, така да... Од ова другото, какво е задоволството кога одам до Пазарче низ Струга, низ главната улица, ние ја викаме Чаршија, па трчаат по мене, овај е дедото доктор, и така ме викаат во Струга дедо доктор Климе. Не се опишува тоа задоволство, колку е големо. Јас имам 86 години и да ме среќаваат сега веќе родители и така. Јас на оваа тема напишав една книга и јас ќе ви ја подарам. Ви благодарам многу. Која вика кажувања на еден доктор со молба. Барем неколку од тие приказки кои што ги кажувам тука се мои лични доживувања да прочитате и се ова што ме прашавте ќе го научите од тука. Ви благодарам многу, ви представува
чест што гостувавте во денешната емисија и со големо задоволство ќе ја прочитам оваа Да ја книга. прочитате. И уште нешто како одговор на прашањево дали среќавате колеги. За жал, среќавам вакви и такви. Јас напишав една книга, но не за објавување, ја напишав за чисто фамилиарно, докторот од другата страна на шалтерот и што се доживувам позитивно и негативно. Ова не ја отпечатив за објавување, ами ето така, чисто како за спомен што се сум доживел. А тука ќе можете да видите такви драматични состојби какви што сега моите колеги дури ни во учебниците не можат да сретнат. Така, за среќа не ги гледаат. За среќа. Ја ви благодарам многу што бивте простор и што бивте наш гостин во магазинот за родителство 0+ месеци. Благодарам многу, чест ми е и задоволство да споделам некои своји искуства. Ако помогнав, ќе бидам среќен. Се надевам дека ќе се видиме повторно во оваа емисија. Ви посакувам добро здравје. Благодарам многу. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на магазинот за родителство 0+ месеци. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.